Сакам да изразам благодарност на Црвениот крст на Република Северна Македонија за можноста денеска да бидеме овде и да разговараме со учесниците на оваа летна школа за миграции, која што е во организација на Црвениот крст. Посебно сакам да го истакнам задоволството што тоа се пред се млади луѓе, студенти од Северна Македонија, од Црна Гора и од Србија, кои што сами се пријавиле за да разменат искуства, информации, да го богатат своето знаење и пред се за подигање на свеста која што е многу важна во делот на справувањето со миграција. Миграцијата е еден од глобалните предизвици која што ќе трае и понатаму и затоа е многу важно државите да бидат подготвени за еден вистински одговор. Морам да напоменам дека ние како држава далеку напреднавме во однос на подготвеноста за одговор на справувањето со последиците од миграцијата, ако погледнеме во 2015 година и до денеска. Впрочем, така напредува и државите и во регионот и во Европската Унија. Ние сме целосно усогласени со политиките за справувањето со миграции со Европската Унија. Заеднички политики имаме со државите од регионот, бидејќи само така е можно успешно да се справуваме. Миграцијата има како феномен влијание во повеќе аспекти. Едниот од аспектите е секако хуманиот, човечкиот пристап кон луѓето кои што бараат заштита. Вториот е економскиот момент и третиот е секако безбедносниот, што е за нас најважно. Прв приоритет е секако да се сочува безбедноста, стабилноста за граѓаните, за државата и да им помогнеме секако на луѓето кои што бараат заштита. Така да, ова е многу значајно да што е можно поголем број на луѓе имаме подготвени кои што ќе може да се вклучат во евентуално зголемување на мигрантските бранови и реков на тој начин заеднички да ја менуваме перцепцијата кај луѓето. Посебно сакам да истакнам благодарност до медиумите заради тоа што без поддршката на медиумите, сето ова што го правевме во изминатите години во справувањето со миграцијата немаше да биде можно. Така да, ова е еден заеднички процес низ кој што ние минуваме, а се разбира дека клучната цел е сепак да ја сочуваме безбедноста и стабилноста на државата.